Влошената состојба со слободата на медиумите, која според извештајот на Репортери без граници е поради неказнивоста за нападите и заканите врз новинарите, повторно го отвори прашањето за безбедноста на новинарите, но и институциите кои не реагираат соодветно и не се синхронизирани меѓу себе. Според индексот на Репортери без граници, Македонија се искачи за 2 места погоре, но доби сериозни критики за вкоренетата култура на неказнивост и се пласира полошо од Босна и Херцеговина, Албанија и Косово. Иако годинешното рангирање е најдобро во последните 8 години, состојбата е оценета како влошена, но и дека пандемијата се користи за да се ограничи работата на новинарите. Организацијата оценува дека високи владени представници продолжија да им се закануваат и да навредуваат новинари и медиуми. Во фокус се вознемерувањето и вербалните напади кон новинарите кои се зголемија на социјалните мрежи, а се ова послужи да се засили вкоренетата култура на неказнивост. Посебен проблем се злоупотребите, бидејќи кога имате вие ситуација на неколку пати во краток период судот и обвинителството да не ги заштитува правата на новинарите и каде што имаме ситуација на зголемен тренд на закани и на напади кон новинари, лани имавме 14 посериозни закани и напади кон новинари, каде што само една судска пресуда имаме првостепена, односно сега веќе второстепена, каде што новинарките ги добија овие пресуди, не можеме да разговараме за институционална заштита на новинарите, бидејќи на тој начин трендот е пораснат, судската пракса е релативно мала и не е наклонета кон правата на новинарите. И токму вербалните напади на социјалните мрежи и заканите кон новинарите и политичарите ги покажаа двојните аршини на обвинителството, кое реагира веднаш кога се работи за закани кон политичари. Непостапувањето или несоработката меѓу МВР, ОЈО и судовите ја доведуваат во прашање безбедноста на новинарите. Сведоци сме дека речиси ниту еден од пријавените случаи за насилство врз новинари до сега нема правна разврска. Обвинителството главно не постапува по овие предмети. Во поново време новинарите, особено новинарките, се сведоци на груби закани кои што ги добиваат онлайн преку нивните профили на социјалните мрежи и се поврзани со начинот, со содржината всушност на нивното новинарско известување. Тоа е голем проблем кој што мораме да го адресираме и тука тоа се проблеми кои што за жал не се присутни само кај нас. И во светски рамки медиумските работници и професионалци се среќаваат со слични проблеми, меѓутоа има поголем ангажман од страна на државните институции, од страна на општеството, од страна на корисниците на медиумските услуги во адресирање на проблемите и бранење и застанување практично на страна на новинарите кои што и новинарките кои што се жртви на такви онлайн напади. Оценката е објективна, а нашите власти заостануваат во одговорност во решавањето на овие проблеми, посочува Снежана Трпеска, комуниколог од Институтот Ресис. Проблем е точно тоа што властите не успеваат да најдат одговор, да најдат регулаторен одговор за доминацијата на социјалните мрежи во нашето секојдневие. Значи, нашата публика тотално, односно публиката секаде има целосно изменети навики. Доминантни извори на информирање се социјалните мрежи, постовите на пријателите и нели така се отвара можноста за ширење на различни теории на заговор, како што беше минатата година и се уште е поврзано со јавното здравје, со потеклото на вирусот, тоа добро го знаете. А ако се новинарите и медиумите во слаба позиција и зависни и економски ранливи, да речам, не можат да се наметнат во тоа мноштво на информации и дезинформации со кредибилна информација. И затоа се смета дека властите треба да се организираат за да најдат добар одговор, регулаторен одговор како да се справат со проблемите. Од обвинителството се правдаат на недостаток на кадар, намален број на обвинители, особено сега за време на пандемијата, и укажуваат дека по поплаките и прекршоците постапува МВР, а не обвинителството.
кај кривичните дела, закани кон новинарите преку социјалните мрежи. Обвинителството упатува кон прекомплицирана постапка, додека за кривичните пријави кои не се преку социјалните медиуми ги упатува новинарите да пријават во МВР и да си обезбедат реални докази, видеоматеријали и други траги за кривичното дело. Пример дека не се избориле за правда се новинарите кои беа присутни и известуваа од собранието на 27 април. Доказите, видеоматеријалите кои беа јавно достапни на сите, не беа доволни за граѓанскиот суд да пресуди во нивна корис. Во Законот за медиуми, порталите не се дефинирани како медиуми, ниту пак новинарите како новинари. И тука настанува проблемот. Законот за медиуми, конкретно што беше донесен во крајот на 2013, почетокот на 2014 година, за прв пат прави некоја блага регулација на печатените медиуми и направи обид за онлайн медиумите. Интересно е, 7 години после носењето на овој закон да постои дилема дали онлайн медиумите се медиуми или не, а претходно печатените медиуми не беа спомнати во ниту еден закон и никогаш немаше дилема дали тоа се медиуми или не. На овој начин се воспоставува една погрешна пракса која што не е во релација со Европската конвенција за заштита на човековите права и со судот во Страсбург, затоа што судовите кога кај нас одлучуваат особено за ваков тип на сензитивни предмети каде што има јавен интерес, каде што се засегнати и правата на новинарите, бидејќи ова спаѓа во човековите права за слободно изразување и правото на информирање на граѓаните, потребно е да ја следи судската пракса на Страсбург и да донесе пресуда која што ќе биде во полза на граѓаните, не само на новинарот, бидејќи кога се прекршува човековото право за слободно изразување, тука не е оштетена странка само новинарот, туку и целата македонска јавност. Еснавските здруженија реагираа и на последната одлука на овој суд, кој му го оспори статусот на новинар на Горан Трпеновски, кој тогаш известуваше од собранието за порталот СДК. Многу важен предмет, кој што отвара многу прашања, поврзани со начинот на кој судската власт гледа на медиумите, на новинарите и таа крутост во постапувањето кога се работи за постапување по предмети од сферата на слободата на информирање и слободата на изразување. Овој предмет е и поттик дека наскоро ние мораме да отвориме дебата во однос на ваквите прашања, во однос на поставеноста на порталите во нашиот медиумски систем и како тоа треба да се адресира за решението да биде на линија на стандардите на Европската Унија и на стандардите кои што ние ги имаме во нашиот законодавен концепт. И не само ова, целокупната клима во општеството не оди во прилог на слободата на изразување и слободата на медиумите. Треба да размислуваме пошироко за општествениот контекст. Нема да имаме слободно новинарство се додека немаме одговорни политичари или додека нема политичка одговорност. Политичкиот контекст ни е таков, односно политичарите ни се такви да после известно време, колку и да зборуваат за слобода на изразување, после известно време на власт стануваат нетолерантни на било каква критика. И ние, нас, по широкиот контекст политички ни е таков, ќе треба уште долго време да се бориме, да речам, сите за да може да се смени тој општ контекст, политичка култура или политичката одговорност на луѓето кои доаѓаат на такви позиции. Европската пракса, законите ги дефинираат новинарите прецизно. Има неколку основни услови за да се биде третиран како новинар и за да се добие прес картица за следење на настани. Токму со оваа дефиниција се олеснуваат потоа статусот и сите проблеми кои во Македонија се нерешени, нешто што европските демократии без никаква дилема го надминуваат. Пред нас е период во кој што очигледно уште долго ќе се талка во оваа сфера. На потеге власта, сегашна или идна, институциите, затоа што напредокот не е можен само од нас самите. Извештајот Репортери без граници
беше фокусиран практично на слободата на медиуми која неоспорно политичките притисоци веќе се во Македонија зад нас, но остануваат проблематични сфери, како например кривичниот законник за кој Сдруженијето на новинарите на Македонија бара промени да биде третирано агресијата, нападот, притисоците врз новинарите како лица за кои станува збор дека се во службена должност. Нивните барања се уште не се на сила. Има ли шанси, има ли план сепак ова да се промени и барањата на ЗНМ да се аплицираат во кривичниот законник? Секако дека има во работната група кој што ги вршеше измените на кривичниот закон, каде што се отварат и се решаваат овие прашања кои што сега ги споменавте, од ЗНМ луѓе беа дел од работната група и буквално ја не учествував, ми кажа дека буквално иделе член по член. Тие работи и нивните забелешки генерално се имплементирани и со задоволство можам да кажам дека измените на кривичниот законник од Министерството за правда се изработени, веќе се во владина процедура, закачени се на ЕНЕР. Сега е таа процедура каде што можат различни страни да даваат свои мислења и забелешки. Очекувањата се дека многу набрзо ќе бидат изгласени во владата и ќе бидат испратени во собранието на изгласување со што ќе стапат на сила. Значи, нивните барања се ставени на маса и ќе бидат усвоени и околу поголемите казни за кои се бара од страна за Има неколку круцијални измени што се во насока на потребата од поголема заштита на новинарите, бидејќи ако немаме слободни медиуми и заштити на новинари, тоа како еден фундамент на секој демократско општество од старт ни се јавува дефект. Значи, од кога ќе бидат изгласани во собранието овие измени, нападот врз новинар и заканата на новинар ќе се третира како закана за или напад врз службено лице. Ова досега го немаше во измените на кривичниот закон и тоа сега станува во сила. И многу е важно да се каже, бидејќи зборуваме сите за новинарите, меѓутоа во овие измени ги предвидуваме медиумски работници. Тука се и снимателите. Одиме сите, одите на терен, ако вас ви се заканува некој, многу можам да кажам дека може и почесто на некој теренски работи и снимателите биле изложени на напад, им била уништувана опремата. Сега нападот врз нив и врз новинарите ќе бидат санкционирани како напад врз службено лице. Така, дефинирани како медиумски работници. И станува збори за поголеми казни, тогаш дека ќе бидат на сила станува? Да, има казни, сега зависи од кој степен е делото, дека има и до 3 години затворска казна. Барањето на ЗНМ е и до 5 да биде години. Во овие измени се предвидени до 3 години. Нема да биде услишано нивното. Во истата група се ставени како лекарите, како други службени лица значи во една како група. Овие измени не се однесуваат само на новинарите, едноставно во веќе планирани измени на КАЗЕ, новинарите, медиумските работници се вметнати тука и ќе добиваат ист третман како и сите други службени лица. Околу клеветата на вредите заканите кои се однесуваат на правната регулатива која ги третира интернет порталите. Вие знаете какви проблеми настануваат околу дефинирањето на новинари кога станува збор за работење во електронски медиуми, со оглед на тоа што не се застапени во законот за медиуми интернет порталите, во судовите практично се отфрлаат барањата за некаква заштита, за некакви судски одлуки, толкому на новинари кои работат во интернет порталите. Има ли шанси да се аплицира тука европската регулатива? Првен само во неколку дела беше прашањето да одам поред. Првен зборувавте за клевета и навреда. Значи тука се права и закани. Така, тука се работи за законот за граѓанска одговорност за навреда и за клевета и тука се прават измени со кои што се намалуваат и до 10, предвидено е да се намалат и до 10 пати казните за клевета и за навреда. Практично не е тоа казна, се вика како надомес за штета, така правниците го третираат тоа. Така што знаеме дека новинари биле тужени за навреда и за клевета во различни услови, во различни околности, со намалувањето на надоместокот на штета за 10 пати, мислам дека се остава поголем простор за послободно действување и помал притисок врз
новинарите. Вториот дел од прашањето ви беше? Проблемот околу дефиницијата на интернет порталите дека не се практично медиуми, заради тоа што не се дефинирани во Законот за медиуми како медиум. Да, мислам, претпоставам дека ќе ме разберете, јас како портпарол на Министерство за правда не можам да зборувам во детали за закон кој што не сме го изработили ние. Тоа е законот за медиуми кој е под друго министерство. Меѓутоа, вашето прашање... Но во правната регулатива влегува. Апсолутно, значи вашето прашање е сосема на место и видовме дека изминатиот период имаше случаи каде што луѓе не можеа да си го остварат своето право или не беа задоволни одлуките на судот, токму заради овие недоречености кои што вие сега ги зборувате. Има ли тука можност да влезе, се едно што велите тоа не е наша надлежност на информатичко општество е, но има ли можност тука да влезе правда, Министерството за правда, со некакви решенија кои ќе се однесуваат на европско аплицирање на правото? Тоа мислам дека се прави со многу и други закони и доколку се утврди, а политичка волја сигурно има за тоа, претпоставам дека и ново прашање ќе мора едноставно да се најде некакво решение за да не ни се случуваат ситуации како што ги имаме изминатиот период. Абсурдниот случај со Горан Трпеновски, поранешен новинар во Сакам да кажам, е сега актуализиран повторно откако му беше отфрлено барањето за одштета за агресија на 27 април, крвавиот четврток во собранието, заради тоа што, сакам да кажам, не е медиум, дефиниран како медиум, според Законот за медиумите воопшто не е споменат, значи не се споменати порталите, и од тука и новинарот Трпеновски не е новинар. Тоа е тој апсурд, некакво кавкијанско општество за кое говориме, за кое и претходната деценија беше борбата да се надминат ваквите апсурдни ситуации. Така, целосно ви го разбирам прашањето, меѓутоа сигурно знаете дека ние како Министерство за правда, министерот, јас како портпарол, дека не смеме ни да помислиме да ги коментираме постапките кои што се во тек или пресудите, но тоа што може да го направиме е да ги следиме тие процеси и доколку видиме дека некој дефект се јавува повеќе пати. Ова не сте увиделе, сте увидели многу повеќе пати. Сега зборувам генерално. Не, јас не зборувам генерално, туку зборувам прецизно. Сте виделе многу пати дека има дефект во законот. Зошто не сте реагирале до сега? За овие работи проблеми да се намалат, односно да се анулираат. Да се докажам. Да. Ќе ви одговорам на прашањето. Да. Значи тоа што можеме да го направиме е да ги следиме работите и во еден момент кога ќе се увиди дека има проблем, дека има нешто што може да се биде како законска измена што е под наша надлежност, под Министерство за правда, ние постапуваме. Јас целосно го разбирам и разбудам да кажем и абсурдноста на тоа што се случува со нашиот колега до пред малце, меѓутоа не можеме ниту да ги коментираме постапките, ниту пресудите кои се Не да ги коментирате туку прашањето е зошто не сте преземале до сега акција, некакви дејства кои се неопходни. Ако сте Министерство за правда, треба да работите токму на... Работиме, ви ги споменав сега овие измени што се наказа, веруете, министерот е на оваа функција 6 месеци. Мислам дека за ова време покажавме дека новинарите и медиумските работници во Министерство за правда може да гледаат партнер и дека таа соработка што ја имаме со ЗНМ за измените на КАЗе, сигурно ќе ги имаме за сите прашања и акотни проблеми што се јавуваат и дека ќе бидат со време решавани. Ќе го ставите и ова на маса? Не можам да кажам дали ќе го ставим. Сигурно дека се што е вредно за во општество што се појавува како дефект, а очигледно е проблем чим новинар го поставува од институција. Ма не е единствениот, ова е последниот случај. Така, апсолутно се во право. Да, дека сигурно во иднина дека ќе се наоѓаат модалитети како тоа да се реши да не ни се повторуваат такви случаи. Кои што ќе предизвикуваат голема реакција кај јавноста. Да. Добро, ви благодарам за овие. Благодарам и вас. Тања, што се однесува до белгиското законодавство и односот кон медиуми, кон новинарите, нивна заштита, дали постои принцип на казнивост кога станува збор за напади и закани кон новинари? Во Македонија, особено оваа деценија,
на дневен ред е токму неказнивоста кон новинарите. Значи, новинарите се заштитени како и било кој граѓанин, впрочем, од физички напади. Што се однесува до онлайн нападите, бидејќи е тоа прилично нов феномен, не само во Македонија, туку секаде во Европа и секаде во светот, и Белгија и многу други земји во Европската унија се уште бараат начин како да се справат со тоа. И Белгија исто така има закон кој што не овозможува целосна заштита на новинарите кога станува збор за напади, за сайбер напади, вознемирување и така натаму. Меѓутоа, работи на тоа. Значи, Сдруженијето на новинари на Белгија работи на тоа да го реформира, да го модификува постоечкиот закон за да се модернизира на ова онлайн време кое што го живеем, бидејќи сайбер нападите се еднакво опасни по здравието на медиумските работници и на новинарите. И тоа е нешто што и самата Европска комисија неодамна го призна. Еврокомисарката за транспарентност и вредности Вера Јурова предложи пред неколку дена нова, значи тоа не може да биде регулатива, бидејќи во Европската унија медиумите се национална компетентност, меѓутоа сака да воведе европски стандард за заштита на европските новинари, за тоа што нападите и физички и онлайн растат во последно време и уште повеќе сега со ковид кризата. И очекуваме до крајот на годината да излезе Вера Јурова со јасни, конкретни препораки до земјите членки за заштита на новинари. Во Македонија порталите не се дефинирани како медиуми во законот за медиуми. И тоа е некаква демократска придобивка заради тоа што е извлечено искуството, аплицирано искуството од западните демократии. Заради тоа што колку повеќе имате регулатива некаква законодавна, толку повеќе имате рестрикции. И сега прашањето е, како тоа е дефинирано, ова прашање е дефинирано во европското законодавство генерално, значи од земја до земја има разлика, но да ја земеме Белгија. Заради тоа што само да дообјаснам, порталите ако не се дефинирани како медиуми, тогаш значи новинарите не се новинари. И сите закани, сите барања за тужби, за одштета се отфрлаат од страна на судовите во Македонија. Види, јас не можам да зборам за другите земји, Белгија најдобро ја познавам, бидејќи бев тука и член на управниот одбор во Сдруженијето на новинари. И Белгија има една, многу како и Франција, една од ретките земји во Европската унија кои што имаат многу јасно дефинирани критериуми за тоа кој може да биде новинар и кој има право да има прескарта. И точно е дека е многу тешко да се регулира интернет простор. Факт е дека тоа е може да се претвори во еден вид закана врз слободата на изразување. И затоа сметам дека земји како Белгија и Франција, кои што ја одбраа варијантата на дефинирање на професијата новинар, кој е новинар со објективни, мерливи критериуми, значи збориме тука дали лицето живее само од новинарство, значи ако вие живеете и од новинарство и од пиар, не можете да добиете прескарта, ако сте новинар и политичар, не можете да бидете прескарта и така натаму. Значи тие се многу требаше многу време да се дефинираат тие критериуми, но се многу јасни, се многу прецизни, се многу добри, има цел систем кој што овозможува и исклучоци. И мислам, јас веќе некое време тоа го зборувам за во Македонија, дека треба да се размисли за таков систем, не само за да може да се знае кој е новинар, кој не е, и да се заобиколат, да се знае дека оние има подредени портали кои што не можат во ниеден случај да бидат новинарство или медиуми, но исто така, таква некаква регулација ќе овозможи притисок врз работодавците, затоа што вие ако имате мерлив критериум за плата, дека јас треба да, за да бидам признаена како новинар, да морам да живеам само од новинарство, тоа автоматски
ќе врши притисок врз работодавците да мораат да даваат достоинствени плати. И тоа е еден процес кој што сметам дека ЗНМ и јавноста медиумска кај нас треба да го започне конечно, затоа што не можеме веќе со овие портали да се справиме. Тања, ти благодарам за овој разговор. Хвала, благодарам.